Добро вечер, второ издание на Дневникот. Утро во пукање во Штип, а вчера мајка од Кучани успеала да си го спаси детето во автомобил кој излетал од патот и се запалил. Продолжуваме по кратката најава и за другите настани од регионот. Православните верници денес ги слават имињата на Свети Климент Охридски и големиот исцелител Свети Пантелеймон. На планината Гола кај Делчево во организација на општина Делчево и Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров се одржува 21-то издание на меѓународниот фестивал Голачки фолклорни средби. Директорот на клиничката болница Штип вчера на пресконференција ги појасни бенефитите од новата клиника, чија изградба треба да започне во месец октомври оваа година. Непознато лице утрово во Штип околу 5 часот на улицата Славчо Стоименски спроти продавницата Пако Тобако. Од патничко возило непозната марка во движење испукало 5 куршуми и продолжило во непознат правец. Случајот го пријавила ВК еден час подосна со изјава дека проектил од огнено оружје и ги искршил прозорското стакло и ролетната во дневната соба. Полицијата го расветлува случајот. Мајка успеала да го спаси детето откако автомобил во кој се наоѓале излетал од патот и се запалил. Несреќата се случила во саботата околу полноќ на излезот од Велес на магистралниот пат кај Ново село. Се работи за Кочанчанка со иницијали ВЗ. Во саботата околу полноќ на излезот од Велес на магистралниот пат кај Ново село, автомобил САП со бугарски регистарски таблички во текот на возењето излетал од патот и се запалил. Возилото било управувано од Кочанчанка со иницијали ВЗ, а со неа било и нејзиното дете која успеала да го спаси во последен момент. Од територијалната противпожарна единица на општина Велес веднаш интервенирале на местото на несреќата. Имаше повик за интервенција дека има излетано возило и дека има чурење од возилото. Значи, кога иделе луѓето била жена со дете и од Кочани одела за на аеродром за Скоп. Наводно се осветлило, имало при разменување со возилата и изгубила контрола. И се превртела колата у шанет. Значи, испаднале брзо децата, жената, при повеќе од нашите стафели имало задимување. И почнале да гасат колата, значи, со плински уред била, заради тоа што да не има опасност од експлозија. И сега која ја превртеле колата, више која завршиле со интервенцијата, предното тркало ки возачот што е била гумата пукната. И сега не се знае дали од осветлување или од пукнатата гума излетале од ушанец. За среќа управувачката на автомобилот изреагирала веднаш, а како што рече и командирот на Велешката противпожарна единица, не регистрирале повреди кога стигнале на местото. Причините за пожарот дополнително ќе бидат познати, како и причинетата материјална штета. Православните верници денес ги слават имињата на Свети Климент Охридски, великомаченик и големиот исцелител Пантелеймон. Многу православни верници денес слават свој именден и домашна слава. Во недела се слави Светиот Пантелеймон, исто така и Свети Климент Охридски. За Свети Климент Охридски не би сакал многу да зборувам, бидејќи тоа го изучуваат децата уште од градинка. Че нашиот просветител, учител и многу институции го носат неговото име и има голем култ насекаде во нашата држава Република Македонија. Доека за Свети Пантелеймон можеме да кажеме дека тој е заштитник на лекарите и во многу ординации можете и да појдете да видите дека во нивните ординации стои иконата на Свети Пантелеймон кој бил лечител од секакви болести. На планината Гола кај Делчево во организација на општината и Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров се одржува 21-то издание на меѓународниот фестивал Голачки фолклорни средби.
На планината Гола кај Делчево во организација на општина Делчево и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров се одржува 21-то издание на меѓународниот фестивал Голачки фолклорни средби. Низ улиците на Делчево се одржа дефиле на учесниците на кои се представија бројни фолклорни групи, ансамбли и културно-уметнички друштва од Бугарија, Србија, Турција и од повеќе градови на нашава земја. Почесен настап на фестивалот имаше и фолклорната група Копачка од село Драмче, која беше добитник на специјалното признание на годинешни вилинденски средби во Битола. Паралелно со голачките фолклорни средби на Голак во манастирскиот комплекс на манастирот Свети Пантелеймон, денес, 9 август, се одржува и традиционалниот црковен народен собор, што го посетуваат илјадници верници и граѓани од Пијанечко-Малешевски крај. Фестивалот Голачки фолклорни средби е со ревијален карактер. Секој од пријавените учесници настапува со 10-минутен избор од својот репертоар. На сите учесници и организаторите им доделуваат благодарници и плакети за учество. Во петокот Сојузот на борците од НОПИ општина Штип ја одбележаа годишницата од смртта на народниот херој генерал Михајло Апостолски. Градот ќе му се одолжи на херојот со изградба на спомен куќа во Ново село. Народниот херој генерал Михајло Апостолски ќе добие спомен куќа. Се работи за една од куќите кои неодамна општина Штип ги доби на подарок. Спомен куќа навистина издржливо и тоа да биде во Ново село. Инаку да кажам дека ние од господинот Жан Митров добивме на поклон 4 куќи во Ново село. Односно 3 куќи во Ново село кои се заштитени. Ние планираме значи перспективно да ги приуредиме и да ги направиме и мислам дека тоа ќе биде згодно место да биде таму на улица Никола Карев. Така да од наша страна таа иницијатива ќе ја прифатиме со расширени раце. Затоа што цениме дека генерал Михајло Апостолски, кој е многу заслужен за слободата на Македонија, заслужува да има едно такво каче во нашиот град. Во Штипско Ново село родени се многу значајни личности од историјата, меѓу кои Михајло Апостолски, Тодор Александров. Таму учители биле Даме Груев, Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Градот треба да им се одолжи на значајните личности родени овде, вели градоначалникот Захариев. Тоа ако не беше Михајло Апостолски, кој завршил генерал-штаб на војна академија, кој направи елитна војска во Македонија, ние денеска немаше да имаме независна држава. Значи такви личности се раѓаат еднаш на 100 години. Михајло Апостолски заслужува сите пиетети и уважување од нашиот град. Идејата на Сојузот на борците и продолжувачите на традициите од НОП за изградба на споменик во Штип држи за Михајло Апостолски. Темелната реконструкција на дотрајните објекти ќе значи решавање на голем проблем на жителите на Ново село. Фале му во да се санира, да се среде, да се изграде нов објект и да се срушат вие паднати, така наречено, стари куки. Во е претежно страшно за дечиња од малото, што живеат тука. Јас сум најблиску, портата ми е нон-стоп затворена, страме е у секој момент дете надвор да излезе, уколку излезе, може да се случи нешто да падне. Еве пред 2 дена е во паднато од невремето. И ако има поголемо невреме, може и да се сруши целиот зид, да ни го блокира и влезо. Пред 10 години се продадени, а до сега ништо не се е преземало. Ние имаме постојано кола у дворо, сега не смееме ни кола да качеме да растовареме, ко се вратиме од село. Треба подхитно да биде санирано и да се среде. Најстрашно нешто у градот е, мислам, во... Што може да се направи? Може, например, за школото нешто да се направи како дом за ученици, студентите да си тука остануваат повеќе време да си учат. Мирно е. Па може и спомен куќа, али мислам дека за студенти ќе биде најпогодно, затоа што е мирно, не е прометна улица, тивко е. Треба тоа, музеј е одличен направен и сега тие стари некои куќи слушам паѓаат под некоја заштита, треба да се направат. Градоначалникот до сега и локалната самоуправа и САР, значи толку сложно работат што не направија парко, направија стазата. Сега предлагат од Клисура до Отиња да направат мост, да не поплавува. Не е добро, предобро, многу добро. Значи таков градоначалник и директор на ИСАР, двајца, да има уште 4 за цела Источна Македонија, доста. До сега во Ново село се изградени неколку христијански храмови, музеот на ВМРО, кој е сместен во старата куќа на Андонци.
Обновен е термалниот извор Лџи, а во тек е зградбата и на други локации. Со следниот прилог одиме во Македонска каменица, каде на 11 август кај местноста Еленец ќе се одржи втората иселеничка средба, која општината ја организира за запознавање на иселениците со можностите за инвестирање во Македонска каменица. Општината Македонска каменица по втор пат ја организира средбата на македонските иселеници и годинава денот на македонската дијаспора ќе се одржи на локалитетот Еленец во селото Цера. Македонските иселеници ќе може да уживаат во неприкосновената убавина на манастирско-туристичкиот комплекс кај манастирот Покров на Пресвета Богородица, како и во бескрајните зелени пејсажи. Покрај уживањето во богатата музичка понуда, градоначалникот на општина Македонска каменица Дарко Митевски ќе ги запозна иселениците со можностите за инвестирање во Македонска каменица, а ќе стане збор за нивното враќање во родните огништа. И ова година по втор пат сакаме да го организираме денот на диаспората, односно еден ден кој што ќе го посветиме на нашите иселеници, да можеме заедно да се собереме, да се видиме и да поразговараме за актуелни прашања. И оваа година го организираме тоа во локалитетот Еленец со културна забавна програма. Таму условно заедно ќе биде и ќе настапува Орсе Стефковски. Покрај тоа ќе се подготви селски ручек за сите кои што ќе бидат таму присутни. И секако се размислува за определен состанок на кој што ќе се разговара за можностите за заедно учество на определени проекти со општините каде што веќе тие живеат и какви се потребите, односно можностите на општина Македонска каменица за да сепак го привлече вниманието на нив и тие да се вратат во општина Македонска каменица или како инвеститори или пак како повратници. На првата средба која што се одржа минатата година од редовите на каменичани кои се наоѓаат на привремена или постојана работа во странство беше одбран прекуграничен одбор, чија цел е промоција на економските, културните, спортските и образовните можности на општина Македонска каменица. Инаку според проценките досега од Македонска каменица се иселени околу 2000 жители. Директорот на клиничката болница Штип вчера на пресконференција ги појасни бенефитите од новата клиника, чија изградба треба да започне во месец октомври оваа година. Новата клиничка болница ќе обслужува околу 200.000 граѓани од регионот. Изградбата на новата клиничка болница во Штип стартува во октомври. Проектот кој што го објави Министерството за здравство може да се види дека се работи за навистина современа и модерна болница, но покрај надворешниот изглед, најважно пред се е тоа што оваа клиника ќе нуди висок капацитет на услуги за болните лица. Директорот на клиничката болница во Штип на пресконференција ги објасни можностите и предностите за новата болница. Новата болница ќе понуди и можности како што се неврохируршкото оделение со поголем број и капацитет, и на персонал и можност на оператива. Отварање на ново оделение, онколошкото оделение со радиотерапија, каде што ќе може да ги задржиме пациентите кои што се за жал најзагрозени критични, пациентите со карциноми, каде што во исто време, освен диагностика, ќе може да ја примат и соодветната цитостатска и зрачна терапија. Други предности што се однесуваат на медицинската опрема и тоа што ќе има и сопствен резервоар за вода, како и сопствен агрегат во случај на прекин на електрична енергија. Болницата ќе има, освен што ќе биде од најмодерен вид, што се однесува до медицинска опрема, ќе има и можности за еколошко филтрирање на водата, кое што новата филтер станица во рамките на самата болница ќе овозможи отпадните води кои што се од некои критични оделенија, како што е посебно лабораторија, да биде соодветно профилтрирана пред да биде пуштена во водоводниот систем и во отпадните води. Воедно ќе имаме заштеда на енергијата што се однесува до топлинската во зимските периоди со соодветните материјали кои што ќе бидат употребени во самата изградба. Особено важно за пациентите е тоа што нема да бидат долго задржувани на листата на чекање. Од првиот до последниот човек во самиот персонал организацијски поставено да може да функционираат во перфектен смисол, односно да речеме централизација на хируршкиот дел, на оперативните сали, заедно со анестезиолошкиот дел, ќе овозможи брза интервенција на оперативата.
централизација на амбулантите на едно место, на сите амбуланти, кој овозможи задржување на стерилноста на условите тука, а воедно и центарот и пристапот до тие амбуланти е направен на таков начин да може протокот на пациенти да биде без задршка или да имаме проблематики што се однесува до наплатните центри, што се однесува до приемното оделение, што се однесува до повикување на доктори, затоа што се планира во иднина и воспоставување на ургентно оделение за ургентна медицина. Капацитетот на болнички кревети во новиот објект ќе биде околу 400. Директорот на болницата најави и вработување на нов кадар со кој ќе се зголеми нивото на услуга на пациентите. Друга важна информација е тоа што за време на изградбата на новиот објект нема да има застој во работата, бидејќи уште сега веќе е испланирано пациентите да бидат соодветно згрижени во други простории. Река Брегалница кај Делчево се регулира во рамки на проектот Мирки за заштита од поплави на реките Брегалница во Македонија и Бистрица во Бугарија. Финишираат работите за регулација на коритото на Брегалница во Делчево во должина од 70 метри. Проектот е финансиран од Европската унија. Привршуваат активностите во рамки на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица. Активности со кои се врши регулација на речното корито на реката Брегалница во централното градско подрачје во Делчево, на делот после гумената преграда. Станува збор за регулација во должина од 70 метри од двете страни на речното корито. Добиеме продолжување на регулацијата на речното корито во должина од 70 метри, започнувајќи од гумената брана во централното градско подрачје, па низводно накај долниот мост од река Брегалница. Со тоа ќе го подобриме и ликот на центарот на Делчево, меѓутоа ќе ги подобриме и околностите, значи ќе спречиме можноста од поплави на тој потек. Партнерска општина во проектот е Благоевград, Република Бугарија, во кој што град ќе се регулира речното корито на реката Бистрица. Буџетот за проектот изнесува 500.000 евра, од кои 239.813 евра се за проектни активности во Делчево. Бразилскиот новинар, радиоводителот Глајцон Карвалјо, познат по антикорупцијската кампања, е убиен додека ја водел емисијата. Убиството на Карвалјо се случило во градот Камисон, во североисточната бразилска држава Сеара. Двајца млади, момче и девојка, влегле во студиото на Радио Слобода и губиле Карвалјо додека емисијата течела во живо. Тој е застрелан 3 пати во главата и 2 пати во пределот на стомакот. Идната медицинска помош веднаш го пренела во болницата, но таму лекарите само ја констатирале смртта. За време на церемонијата со која идната сабота Велика Британија ќе одбележи 70 годишнината од победата над Јапонија во Втората светска војна, џихадистички терористи планираат да извршат атентат врз британската кралица Елизабета II, тврди лондонскиот весник Индепендент. Весникот, повикувајќи се на безбедносни извори, наведува дека британските исламисти по налог на лидери на џихадистички групи Исламска држава планираат да извршат бомбашки напад за време на прославата, при што би требало да биде убиена кралицата Елизабета II. Поради ваквите сознанија, безбедносните служби преземаат засилени мерки за безбедноста на кралицата. Се уште неизвестна судбината на младиот Хрват Томислав Салопек. Египет започна голема операција за негово пронаоѓање. Египетскиот председател Ал-Сиси на нозе дигна голем број полициски и воени сили, дури и 4 тајни служби се во потрага по Хрватот. Египетските медиуми пренесуваат дека цел ден се спроведуваат рации на најинтензивните места во Египет. Властите дадоа зелено светло и за употреба на хеликоптери, со кои се обидуваат да го лоцираат несреќниот Хрват. Вчера вечер во селата Билјанин извори во Охрид, нашата најдобра селекција ја декласираше репрезентацијата на Украина со 81 спрема 51. Кошаркарите на Украина само на стартот на мечот беа достоен ривал на црвено-жолтите. Сигурната победа нашиот тим ја оствари без Дамјан Стојановски, кој на надпреварот против Израел го повреди скочниот зглоб. Непрецизни кошаркари во нашата селекција беа бековите Марко Срабиновски и Војдан Стојановски по 15 постигнати кошеви. Бојан Трајковски беше одличен во одбраната со дури 6 украдени топки.
Турнирот во Охрид завршува денес во вечерен термин со мечот помеѓу Украина и Израел. Нашата најдобра селекција во рамките на подготовките за Евробаскетот во вторник продолжува со одигрување на пријателски надпревар во малата сала во Јане Сандански во Скопје. Дневникот заврши, а со нови информации гледајте не утре. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.